Во петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Од здравствениот дом Тетово велат дека во општина Тетово со 2 дози е вакцинирано речиси 53% од населението. На Универзитетот во Тетово се одржа трибина на тема рак на дојка, месец на подигање на свеста. Тетовскиот Црвен крст во соработка со службата за трансфузиологија при клиничката болница организираа крводарителна акција во гимназијата Кирил Печиновиќ. Вакцинацијата во општина Тетово е на задоволително ниво, велат од здравствениот дом. На располагање се 2 пункта во поранешно дом на АРМ и во просториите на Центарот за култура. Оттаму додаваат дека веќе е постигнат процентот над 50% вакцинирано население со 2 дози во рамки на општина Тетово. Над 50% од населението во општина Тетово има примено 2 дози вакцина, информираат од здравствениот дом Тетово. На 2 пункта во градот граѓаните може да примат вакцина за заштита од COVID-19 во поранешниот дом на АРМ и во просториите на Центарот за култура Тетово. Се работи како и претходно во 2 смени. Текот што помина, значи и поголемата заинтересираност, постигнавме доста солидна бројка, мислам ние како институција која сме одговорна за вакцинацијата, сме поприлично задоволни, бидејќи во општина Тетово со 2 дози се вакцинирани скоро 53% од граѓаните над 18 години или 51% од над 12 години што имаат право за вакцинација. Поради таа бројка и интензитетот е намален, бидејќи поголем дел од граѓаните се вакцинирани, оние кои што престојуваат тука, бидејќи сите знаеме дека не се сите тука, имаме граѓани кои што е на привремена работа во странство и тие се вакцинирале, предпоставувам таму, а се влегуваат во нашиот просек. Во моментот во здравствен дом не функционира пунктот поради намалена заинтересираност, значи функционираат 2 пункта, значи Центарот за култура и домот на АРМ или сега музеот. Според вас е тоа доволно, така работат? Да, работаат во 2 смени и мислам дека е сосема доволно за моменталната заинтересираност. Ако има потреба, значи ние имаме спремни повеќе пунктови. Вакцини има доволно според потребите, а има и количини доволни за ревакцинација врз основа на примената прва доза, додава директорот на здравствен дом Тетово. Во моментов за примање прва доза, обезбедени се вакцините на Pfizer, кои се аплицираат и за 3та доза. На Универзитетот во Тетово се одржа трибина на тема рак на дојка, месец на подигање на свеста. Октомври се смета за месец на подигање на свеста во борбата против ракот на дојка. По тој повод научната група на Факултетот за медицински науки на Универзитетот во Тетово организираше трибина на која учествуваа специјалисти од областа на медицината и представници од граѓанското општество. Еден од 8 жени се разболува од карцином на дојка. Тоа што за нас е многу битно, раното диагностицирање, исклучување на сите можни стеги и предрасуди околу оваа болест и околу контролите редовни и пред се диагностиката. Раното откривање на болеста може да доведе до потполно излекување на карциномот на дојката со хируршки, со комбинирано хируршки и онколошки третман. Секако дека како и сите други болести, раното јавување кај матичен доктор и понатаму спроведување на сите диагностички мерки придонесува кон раното диагностицирање. Меѓутоа, сепак свеста, односно информираноста, треба да надвладее дека карциномот на дојката е болест која што се излекува во ран стадиум на откривање.
На присутните им беше поделена розева панделка, препознатлив символ на националниот месец за свесност на рак на дојка, кога јавните организации, медицинските професионалци, владините агенции и невладините организации работат на промовирање на свеста за оваа болест. Уште една во низата крводарителни акции денес беше реализирана во просториите на Тетовската гимназија Кирил Печиновиќ. Интересот за дарување крв и на оваа крводарителна акција останува на задоволително ниво. Во организација на Црвениот крст Тетово, денеска во присуство на стручни лица од Центарот за трансфузиона медицина од Тетово, во просториите на Тетовската гимназија Кирил Печиновиќ беше реализирана уште една крводарителна акција. Заинтересираноста кој средношколците за дарување крв била на задоволително ниво, истакнува специјалистот по трансфузиона медицина доктор Ѓулјета Исмаили Реджепи. Денеска одржавме крводарителска акција со учениците од гимназијата Кирил Печиновиќ. После долго време поради ковидот пак се вративме во средните училишта како порано што беше редовните крводарителски акции. Акцијата помина убаво, добро беше, интересот од учениците беше голем, можеби и на учениците им фалел тоа крводарувањето и дојдоа со голем ентузијазам, со голем алтруизам да даруваат крв и да спасат живот. Сите граѓани кои што сакаат да даруваат крв, освен на крводарителните акции што се организираат, тоа може да го направат и во Центарот за трансфузиона медицина во Тетово. Ќе победиме затоа што оваа победа им треба на тетовчани, порача актуелната градоначалничка на Тетово и кандидат за нов мандат од ДУИ Теута Арифи на завршниот митинг на градскиот плоштад. Арифи истакна дека Тетово е во опасност, но нивната борба продолжува и нема враќање назад. Лидерот на ДУИ Али Ахмети пак порача дека Арифи заслужува да остане на позицијата. Со ваша поддршка јас сум градоначалничка на овој град на кој секогаш му била потребна вистинска грижа и лидерство. Сите овие години со ваша помош работев за булевар повеќе, училиште повеќе, водоводна мрежа повеќе, за проект повеќе. Свесна дека токму овој град го заслужува најдоброто што можеме да го направиме. Сум била со Тетово и со тетовци секој ден со секој успех, но и во најтешките денови, како што се последните 2 години што ги поминуваме заедно. Но денес нашите достигнувања се загрозени. Нашето големо Тетово е во опасност. Во опасност е од големите амбиции на малите луѓе. Во опасност е затоа што некој сака да стане голема жртва на мали политички пазарења. Тука сме да кажеме враќање назад нема. Ќе се бориме затоа што Тетово е нашиот голем историски идеал. Тоа е нашата европска иднина. Ќе се бориме за гасификација на градот, за нови градинки и училишта, за нови улици и булевари, за нов градски плоштад. Многу сум сигурен дека од сите анализи и студии што се направени, вие направивте европска кампања. Вие победата ја имате осигурано, затоа што таа победа е постигната со пот и пред се со визија. Ги следев опонентите за да видам дали некој може да не замени. И со жалење можам да кажам дека навистина водеа кампања без понуда, сува и преголема теорија. Па ова докажа дека првиот круг го затворивме уште поуспешно од една година претходно, со близу 120.000 гласачи. Кандидатот за градоначалник на Тетово од движењето Беса Билјалка Сами со обраќање до граѓаните. Граѓаните треба да ме поддржат како кандидат за градоначалник кој ќе прави добри работи и ќе реализира проекти во интерес на сите граѓани. Значи, во ова изборна кампања јас кандидирам за да ја промениме работата и да направиме проекти кои ќе бидат во интерес на сите граѓани, без разлика на партиската, верската и етничката припадност. Затоа им ги замолувам сите граѓани да излезат и да гласат за мене, затоа што Теута Арифи 2 мандата не успеа да реализира ниту еден проект за подобрување на нашиот живот. Снежана Стојановска, која беше кандидатка за градоначалничка на Тетово од редовите на Интегра во првиот круг на локалните избори, по објавениот меморандум за соработка на незината партија со други политички субјекти, со обраќање до граѓаните на Тетово.
Почитувани граѓани на Тетово, повторно сум исправена пред сите вас кои во најголем број го дадовте гласот за мене како кандидат за градоначалник на Тетово. Но сега се наоѓаме уште пред еден предизвик. Тоа е 31 октомври, кога се избира градоначалник на Тетово. Јас ве повикувам сите македонци, сите оние што гласавте за мене, да излеземе и да ги направиме промените. Седејќи дома не се прават промени. Седејќи и очекувајќи што ќе направат другите. Затоа, промените и храброста за тие промени остануваат во нас сите, позади параванот со пенкало ќе го дадеме нашето оружје за понатака борбата што треба да ја правиме од понеделник па натака. Не е храбро само да се излези и да се каже. Не е храбро само да се збори меѓу нашите сограѓани. Храброст е сега во недела. Со нашите идеи и со нашите сите активности поврзани во меморандумот 20% македонци во општествените институции, во сите места каде што имаме и да речеме на функција директорски места, но не е само таа причината. Нашата борба ќе продолжи понатака во делот каде што живеат македонци. Во секој случај останува да ве повикам и да не се ставиме во положба да после понеделник кажеме дека многу малку излегле македонци и останува овие над 2000 гласа мои да идат по вода. Ги повикувам сите македонци и од другите политички партии да повелат и да го дадат гласот за промени во Тетово во секој поглед. Форумите на млади на Алијанса Алтернатива во Гостивар организираа настан преку кој беа испратени пораки за ширење на позитивна енергија и против лажните вести и навреди во изборната кампања. Изборите ќе поминат, ние сите остануваме исти, сите сме гостиварци. Порачаа од форумите на млади на Алијанса и Алтернатива на настан што го организираа на градскиот плоштад во Гостивар. Велат дека имаат за цел да шират позитивна енергија, убава атмосфера и да потсетат дека лажни вести и навреди во изборната кампања не треба да има. А што се надјетне ми тоа информува? Сакаме да придонесеме граѓаните малку да се опуштат од притисокот што го има последниот период поради изборите, да направиме една позитивна атмосфера. Нашата порака е дека изборната кампања треба да биде на ниво и коректна. Лажните вести со навредување напротив кандидатот придонесуваат да се креира стресна атмосфера, а тоа не е добро за никого. Преку овој настан ги потсетуваме граѓаните дека најважни вредности се почитувањето, толеранцијата, културата. Изборите ќе поминат, ние остануваме исти, сите сме гостиварци. На настанот младите од Алијанса и Алтернатива пуштија и музика, а на граѓаните кои поминуваа низ плоштадот им даваа летоци и ги почестија со овошје и сок. Повреден градежен работник во Гостивар. Во сообраќајна незгода пак повредена 18-годишна девојка. Во продолжение следуваат информациите од полицискиот билтен. Вчера околу 11 часот во Гостиварско Форино, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 40-годишник од ова село, кој претходниот ден околу 21 часот и 40 минути на патот за Гостиварско корито со остар предмет му се заканил на неговиот 26-годишен соселанец. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера вечер околу 21 часот, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 71-годишник од Гостиварско село, кој претходно физички ја нападнал неговата сопруга. Според пријавеното, во нападите тој користел дрвен предмет. Се расчистува и документира случајот, пошто ќе биде поднесен соодветен поднесок.
Вчера во 14 часот, 40-годишникот гостивар во СВР Тетово пријавил дека ноќта на 27 помеѓу 28 октомври му било одземено патничко моторно возило Сеат Алхамбра со гостиварски регистарски ознаки, сопственост на неговиот татко, а кој претходно го паркирал на улица Браќа Гиновски во Гостивар. Се работи на расчистување и документирање на случајот. Вчера во 16 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавено е дека 36 годишен гостиварец, изведувајќи градежни работи на објект во изградба на улица Страхиња Симоновски во Гостивар, се здобил со тешки телесни повреди констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат, каде бил пренесен за укажување на лекарска помош. Увид извршила екипа од Оделенијето за внатрешни работи Гостивар. Вчера околу 19 часот на улица Илинденска во Тетово, патничко моторно возило Рено Меган со тетовски регистарски ознаки, управувано од 61 годишникот Тетовска Мала Речица, удрило во 18 годишен пешак од истото село. Повредената девојка пренесена е во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово. 38 годишен тетовец вчера во СВР Тетово пријавил дека од дома се оддалечил неговиот 40 годишен брат. Се преземаат мерки за пронаѓање на лицето. Екипата на Т-волеј од Тетово после 7 години од формирањето го имаше своето деби во втората женска одбојкарска лига на Македонија. Одбојкарската федерација на Македонија од оваа сезона формираше ново надпреварување во женска конкуренција, односно втора лига. Во овој ранг настапуваат вкупно 9 екипи, од кои 2 се од Тетово, Бамикор и дебитантот Т-волеј. Токму екипата на Т-волеј после 7 години од формирањето и настапите во младинските лиги го имаше своето деби во сениорска конкуренција. Младите тетовски одбојкарки во првото коло загубија на домашен терен од Јанта Волеј Форца со 3:0. Иако резултатот е убедлив, сепак одбојкарките на Т-волеј оставија одличен впечаток на овој надпревар и го намачија искусниот противник, кој минатата сезона настапуваше во првата лига и за само 2 бода испадна во втората лига. Резултатот по сетови гласеше 25:20, 25:23 и 25:22 за екипата на Јанта Волеј Форца. Ова е прв надпревар, значи имаме годинама пријавено сениорки, значи деби нивно и јас сум презадоволна од нивното залагање, од нивната игра. И очекувам дека наредните надпревари ќе бидеме уште подобри и поиграни. Па ние годинава играме, имаме направена сениорска екипа, значи споено младост и искуство. Имаме 4-5 девојчиња кои се родени 99-та и 2000-та година, а другите ми се играме фактички пионерки 2008 и помлади. Затоа викам дека ние екипата споена од младост и искуство. Од утакмица сум задоволен со тоа што дојдовме прво коло со победа влеговме. Дебитанти сме во втората лига. Противниците исто така беа добри. Се држаме колку можеме, го дававме нашиот максимум и победивме со 3:0. Предстојниот викенд ќе се одиграат надпреварите од второто коло, а екипата на Т-волеј е слободна и ќе има повеќе време да се подготви за следниот надпревар против Ускана од Кичево во рамки на третото коло.
Овде ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!